Пратенички прашања без опозиција. Пратениците од владеачкото мнозинство скоро 4 часа поставуваа прашања на владините функционери. Помеѓу прашањата за инфраструктура и даночна политика од албанските партии и прашања за смртта на малиот Алмир. Премиерот Заев пак дециден дека судските одлуки се независни. Сепак Заев истакна и дека таквите одлуки треба да се јасни и транспарентни. Не раздвојува нас како врз етничка линија и според информациите што ги добивме од средствата за јавни информирање дека и кај јавните обвинители имало поделба во однос на етничка припадност. Не смееме да дозволиме случајот со малиот Алмир да биде причина за политички поделби, за етнички поделби или за било какви поделби. Но на кое што како политичар го очекувам транспарентност, давање на одговори на граѓаните со сите детали, заради тоа што само тогаш ќе може да бидат смирени духовите на граѓаните. Пратеникот Амди Бајрам пак со прашање до министерот за здравство Филипче и премиерот Заев за недостигот на лекови. Дополнително Бајрамот премиерот побара и вработување на едно лице од ромска националност во кабинетот на Заев. Сепак во одговорот премиерот беше прекинат од подпредседателот на собранието Мисовски поради кршење на деловникот бидејќи одговараше на погрешно прашање. Бајрам пак порача, оти е задоволен од одговорот на Заев, но не и од Мисовски. Без разлика од каде, кој ром е, да има ром советник кај премиерот во кабинет. Во текот на април месец имам намера да го пополнам по систематизација слободното место посебен советник на премиерот за ромски прашања. Да, буквално... Господине премиер, се извинувам. Одговор на тоа прашање даде министерот за здравство. До вас беше поставено прашањето околу советникот за потребите ваши во кабинетот. Рече или за премиерот или за министерот за здравство. Не смееме да го кршиме деловникот. Јас сум задоволен од премиерот, но и тоа што го кажа, вред е као дека е целосно кажано дека ќе биде уред, а од ваша страна не сум задоволен. Ви благодарам. Пратениците од најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН и денес како продолжија бојкотот на седниците во законодавниот дом. Бојкотот го започнаа заради притворите на дел од пратениците кои беа осомничени за настаните во собранието на 27 април.